nadprevor se nekoliko košarkarite na Kočani Delikates na Godol Работнички. Овој надпревар, ова големо финале, ќе го коментираме заедно со прославениот нас на македонската кошарка, Загреб Бартиев, генерален секретар на кошаркарскиот сојуз на Македонија. Како се чувствувате во предвид на овој прв голем надпревар, што се десува со македонската кошарка, како Македонија приверено на тази? Kao Сојуз ние преземавме све да овој пројде во оној протокол и ред кој што заслужува едно вакво финале на Куп на Македонија. Се надевам дека и тоа ќе пројде во играчки во најдобар ред и пожелувам да на овој ден денеска победи кошарката. Сите тоа го посакуваме, околу 1000 гледачи, околу 1000 среќници тука се присутни во спортската сала во Кочани. Вчера во полуфиналето кошаркарите на Кочани Деликатес направија подвиг совладувајќи екипата на МЗТ Хепос Скопје. Кошаркарите на Годол Работнички уверливо триумфираат над екипата на Неметали Огражден. Суди на надпреварот се Августин Гулевски и Владимир Макревски од Скопје, делегат Славе Анастасовски. Во секој момент очекуваме надпреварот да започне. Двете екипи влегуваат со извонредни мотиви да бидат победници на Купот на Македонија. Годол Работнички сигурно во улога на голем фаворит, па има едно дополнително обтоварување. Кошаркарите на Кочани Деликатес во последно време хит во македонската кошарка влегуваат без обтоварување, со надеж дека ќе направат и вечерва подвиг. Ете во една таква атмосфера го очекуваме почетокот. Во црвени дресови кошаркарите на Годол Работнички, во бели дресови кошаркарите на Кочани Деликатес. Двете екипи влегуваат во целосен, во најдобар состав. Сите се подготвени, орни за ова борба за пехарот на Кошаркарскиот сојуз на Македонија. Ја би сакал само да направам дека на вчерашните надпревари имаше и убава кошарка, и спортска борба, и преполна сала, и еден амбиент кој што може да ја враќа кошарката на она ниво кој што беше во минатите години, и тоа само може да не радува и очекувам дека и овој ден така ќе пројде. Еве ги почетните петорки на двете екипи за топката. Ќе се борат со број 13 Бонер Апшоу од екипата на Кочани Деликатес и Слободан Кањевац од Годол Работнички. Започна големото финале. Првиот напад за кошаркарите на Кочани Деликатес. Со број 11 е Трајковски. Број 4 е Ѓорги, број 6 тоа е Диванисов. Број 10 Маријан Коцев. Број 13 Апшоу. И 15 во петорката на Кочани Деликатес е Сашо Лазаров. Еве ги првите поени на Бонер Апшоу. Вчера постигна 19 против екипата на МЗТ Хепос Скопје. На вчерашниот надпревар мислам дека одигра најдобриот свој надпревар во екипата на Деликатес. Беше најдобар играч на надпреварот и најзаслужен за победата на Кочани Деликатес. Со број 5 Владичевски, рековме број 8 Кањевац, Петрушевски, Давидков и Вукадиновиќ е петорката на Годол Работнички. Тоа ќе биде мртва топка за која што ќе се борат Вукадиновиќ и Трајковски. Очигледна е желбата, решеноста на кошаркарите на двете екипи да победат во овој надпревар. Една максимална борбеност наметнуваат и едните и другите. Диванисов, контранапад на Кочани Деликатес. Тоа е Коцев, непрецизно скок на Вукадиновиќ на Владичевски. Владичевски на последните надпревари, првенствени надпревари, беше на клупата. Малку играше и ова е можеби мало изненадување што се појавува во првата петорка на Годол Работнички, но сигурно драгоценно ќе биде искуството. Да, во задните неколку надпревари, 2-3 надпревари, он веќе учествува во првата петорка и мислам дека искуството е на негова страна и квалитетот и заслужува да игра. Владичевски. Да видиме дали кошот ќе важи. Да. Резултатот е 2:2. Дополнително слободно фрлање за Владичевски. Годол Работнички води со 3:2.
Диванисов. За него е задолжен Владичевски. Маријан Коцев. Апшоу. Лазаров. Апшоу. Крај него е Кањевац. Се обиде да го блокира Кањевац. Лична грешка. По една лична грешка на двете страни. Трет поен на Апшоу, 3:3. Ево и четвртиот негов поен, Кочани Деликатес води со поен разлика. Петрушевски. Кањевац не успеа да ја прифати топката. Давидков. Прецизен Јорданчо Давидков, негови први поени. 5:4. Маријан Коцев. Диванисов. Од далечина, од за тројка, непрецизно. Петрушевски. Давидков. Лична грешка на Трајковски. Тоа е втора лична грешка на Оливер Трајковски. Тоа е еден од клучните играчи во екипата на Деликатес Кочани. А што се однесува до Давидков, мислам дека моментално е најдобриот играч во нашата македонска лига. Давидков обид за 3 поени, еве тројката. Прва тројка. 5 поени вкупно на Давидков, 8:4 водство на Годел Работнички. Во голема форма го одигра и вчерашниот надпревар против Неметали Огражден, постигна 33 кошеви. Диванисов. Апшоу. Прецизно Апшоу. Ево шести кош, сите 6 поени за Кочани Деликатес. Бонер Апшоу и сега скок на Апшоу, Трајковски, Лазаров, а одлична блокада на Кањевац. Лазаров сега беше да има и трет пат. Сега изворедно се снајде Сашо Лазаров. Онаму каде што немаше ниту еден играч на Годел Работнички. 8:8. Петрушевски. Лична грешка Диванисов. За публиката да не дојде до сатот на насамото, како домакини е екипата на Годел Работнички, Давидков. Петрушевски. Вукадиновиќ. Први поени на Вукадиновиќ. Годел Работнички води со 10:8. Диванисов. Коцев. Апшоу. Изворедна серија на Бонер Апшоу, негов осми кош. Он веќе во задните неколку надпревари, последните неколку надпревари игра во голема форма. И мислам дека он е еден од клучните играчи во екипата на Деликатес. Владичевски. Панисов. Лазаров. Обид за 3 поени, непрецизно, скок на Кањевац. Петрушевски. Контранапад на Годел Работнички. Давидков. Поени на Јорданчо Давидков, негов седми кош. Годел Работнички води со 12:10. Изворедно динамичен почетокот, доста брзо двете екипи ги завршуваат нападите. Ја мислам дека се уште екипите, двете екипи се во полна концентрација, затоа квалитетот е изедначен во овој период. Лична грешка Вукадиновиќ.
Апшоу, Маријан Коцев. Трајковски. Сашо Лазаров. Апшоу. Влез на Бонер Апшоу, го сакаше топката. Веќе 10-ти кош и изравнување 12-12. Петрушевски. Одлично влезе Петрушевски во забранетиот простор. Негови први поени 14-12 водство на Годел Работнички. Извонреден влез на темпераментниот Никола Петрушевски. Коцев. Тоа се два поени. Први поени на Маријан Коцев, инаку тројца играчи со истото презиме во екипата на Кочани Деликатес. 14-14. Давидков. Вукадиновиќ. Одлична асистенција беше тоа на Давидков. Правовремено влезе Вукадиновиќ. 16-14. Интересни дуели меѓу Трајковски и Вукадиновиќ, Кањевац, Апшоу, Лазаров, Владичевски. Ево го Лазаров. Многу добра акција на екипата на Деликатес. Петрушевски. Лична грешка Апшоу. Августин Гулевски. Еден од двајцата суди, заедно со Владимир Макревски. Тоа се нашите најдобри двајца суди во лигата и одлука беше на управниот одбор да и оние свират ова, да судат овој надпревар. Инаку до 1 час пред почетокот на надпреварот не беше објавено кои двајца суди во интерес на регуларноста ќе водат овој надпревар. (18-16) за Годел Работнички. Во меѓувреме Давидков го постигна 9-тиот поен, има и дополнително слободно првање. Прецизно по 10 кошеви Јорданчо Давидков и Бонер Апшоу. Резултатот 19-16 за Годел Работнички. Кањевац успеа некако да ја спаси топката. Петрушевски, Владичевски од позадина и класичен контранапад, што го заврши Владко Владичевски, негов петти кош. Ова е највисока предност за Годел Работнички, 21-16. Лазаров. Апшоу. Маријан Коцев. Трајковски од пост. Прецизно. Први поени на Трајковски. 16-18-21. Петрушевски. Постојано е следен од Диванисов. Давидков. За него е задолжен Сашо Лазаров. Одличен влез на Давидков, негов 12-ти кош. По еден човек во секоја екипа задолжен за кошевите. Јорданчо Давидков кај Годел Работнички постигна 12 од скупно 23 на неговата екипа и Апшоу 10 од 18 на Кочани Деликатес. Маријан Коцев, прецизно, негов четврти кош, 20-23. Петрушевски ја загуби топката од Диванисов, меѓутоа ќе биде судиско потфрлање. За сега наметнува жесток пресинг Диванисов на Петрушевски во фазата на пренесување на топката на противничката половина. Меѓутоа, мислам дека во овие неколку минути е многу добра прецизноста на двете екипи во напад. Тоа збори за една нивна мотивираност и концентрација во играта. Прва измена во екипата на Кочани Деликатес.
Jokanović влезе во игра, а Канјевац ги постигнува првите поени. 25-20, а фрлено е едно палто на теренот. Ќе биде вратено од Јорданчо Давидков. Некому му е топло во салата. Во секој случај доста симпатично, не се работи за тврд предмет. Прва измена и во екипата на Годал Работнички се подготвува да влезе Воиновиќ, Ѓорđe Воиновиќ на местото на Владко Владичевски. Диванисов. Маријан Коцев. Лична грешка на Давидков. Го турна Трајковски. Тоа ќе биде топка од страна за Никола Јокановиќ. Маријан Коцев. Успеа да се ослободи од Петрушевски. Коцев. И прецизно Коцев. Негов шести кош. Одлично го започна на преварот и Маријан Коцев. 22-25, половина од првото полувреме. Давидков. Кошот важи. 14 на Јорданчо Давидков. Извонредно сигурен 100% реализација има, ако не се лажам. Ке има и дополнително слободно фрлање. Петнаесет поени на Давидков, највисока предност на Годал Работнички, 28-22. Диванисов. Маријан Коцев. Добро играше Канјевац, уште 9 секунди, 8 секунди за нападот на Кочани Деликатес. Излезе Трајковски, кој има 2 лични грешки. 3 лични грешки има Трајковски, на негово место Сашо Лазаров. Тренерот Димитар Маневски мора да калкулира со својот играчки фонд. Греши Лазаров, топка за Годал Работнички. Давидков. Вукадиновиќ од полудистанца. Студена е лична грешка на Давидков, тоа е Јокановиќ. Се уште се во бонус, кошаркарите на Кочани Деликатес, и еве го првиот тајмаут за Димитар Маневски, па да ја слушнеме оценката во оваа пауза за првиот дел од напреварот од Благоја Георгиевски. Па мислам дека во овие првите 10 минути двете екипи, кој што кажав, имаат добар проценат во нападот, реализацијата, имаат контрола на играта и затоа резултатот е се уште неизвестен со една мала предност на Работнички од 6 кошеви разлика. И во двете екипи е карактеристично дека кај Работнички, Годал Работнички Давидков, а кај Деликатес Кочани Упшол се 20 играчи кои што фактички го држат овој резултат на да биде на оваа разлика. Измина првата минута одмор. Да видиме што ќе донесе продолжението. Канјевац. Давидков. Продолжува нападот на Годал Работнички. Воиновиќ. Петрушевски. Истече половина од нападот на Годал Работнички. Давидков од голема далечина, тоа е промашување.
постигна една тројка, до сега единствената на надпреварот. Диванисов, Маријан Коцев. Апшоу греши. Петрушевски. Давидков. Вукадиновиќ. Прецизен Вукадиновиќ. Во шести кош. 30 спрема 22. Диванисов. Лична грешка на Војновиќ, на Сашо Лазаров. Апшоу. Непрецизен Јокановиќ, скок на Вукадиновиќ. Давидков, Вукадиновиќ, Војновиќ за 3 поени, тројка на Војновиќ. Негови први поени, 33 спрема 22. Криза во играта на Кочани Деликатес по долго време, без постигнат кош. Маријан Коцев не успева да врати. Војновиќ. Петрушевски. Давидков. Греши Јорданчо Давидков. Јокановиќ во контранапад. Војновиќ се обиде да го блокира. Втора лична грешка, слободни фрлања за Никола Јокановиќ. И сега измена во екипата на Кочани Деликатес. Влегува Трајковски на местото на Маријан Коцев. И сега дали е побаран нов тайм-аут? Тоа мислам дека е тайм-аут за екипата на Годо Работнички. Одеднаш Работнички направи веќе голема разлика. Период на една доминација на екипата на Работнички, каде што противничката екипа веројатно во намера да тој резултат го намали, преваѓа во една индивидуална акција, индивидуални шутеви, а Работнички тоа го казнува преку својот контранапад. Во секој случај, искуството зборува дека оваа разлика не би требало да биде пресудна. Вчера МЗТ Хепо Скопје во оваа фаза од полуфиналето имаше слична предност, па сепак на крај славеа кошаркарите на Кочани Деликатес. Се работи за многу значаен надпревар во кој играчите ќе го дадат својот максимум. Лично мислам дека мотивот на екипата на Деликатес денеска не е исти со она што вчера беше на вчерашниот надпревар. Така да, он одигра еден стварно многу добар надпревар вчера, мотивиран и... Да, и тренерот Маневски имав можност да поразговарам пред надпреварот. Се жалеше на исцрпеност кај играчите, кои 15 на минути наметнаа жесток пресинг против МЗТ Хепо Скопје. А ова беше првиот кош на Никола Јокановиќ, 23 спрема 33. Останува 10 разлика. Петрушевски. Војновиќ. Петрушевски. Право во рацете на Јокановиќ. Контранапад, може да игра со Лазаров. Јокановиќ сепак за тројка се определува. Непрецизно. Апшоу. Лична грешка на Петрушевски. Може би претходно имаше еден прекршок од некој од кошаркарите на Годо Работнички, но судиите се определија да го санкционираат овој на Петрушевски. Топка од страна за Кочани Деликатес. Јокановиќ. И сега Јокановиќ е тој што ги зема работите во своји раце, главно тој упатува удари на противничкиот кош, 25 спрема 33. Давидков. Лична во напад.
Мислам дека нема потреба од никаква реакција од Тоа е страна фаул на напад. кошаркарите на Добра Годо одлука на- Работнички. Лазаров. Јокановиќ. Има ситуација за тројка, непрецизно. Контранапад Војновиќ. Дали беше турнат од Јокановиќ, во секој случај не се слушна судиите. Јокановиќ со мала несигурност. Се колебаше дали да бие или не и тешко тоа ще се погодува. Вукадиновиќ. Вукадиновиќ многу прецизен, негов осми кош. 35 спрема 25. Диванисов. Апшоу. Давидков. Лична на Лазаров. Условни слободни фрлања. На линијата е Јорданчо Давидков. Шеснаесетти кош на Давидков. 37-25. И 17-тиот. Давидков излезе, на негово место Владичевски. Диванисов. Јокановиќ, крај него е Војновиќ. Многу брз, експлозивен играч. Јокановиќ. Непрецизно. Многу лош процент на реализација за сега. Петрушевски. Дали чувствува последици од вчерашниот надпревар или пак седењето на клупата во првите 10 минути. Петрушевски. Војновиќ. Владичевски. Обид за 3 поени. Тројка на Владичевски. Негов осми кош. 40 спрема 25. 15 кошеви предност за Годо Работнички. Оправо беше тренерот Александар Књазев кога се реши со Владичевски да го започне преварот. Едноставно тој е сега во игра. Трајковски. Скок на Кањевац. Петрушевски. Војновиќ. Потвостот е Вукадиновиќ. Чиста позиција не успеа да ја заврши. Апшоу. И еве го 12-тиот поен на Бонар Апшоу по подолго време. 27 спрема 40. Петрушевски. Лична грешка на Спасевски, кој во меѓувреме влезе во петорката на Кочани Деликатес. Голем борец. И сега нов тайм-аут. Гледате 4 минути и 22 секунди до крајот на првото полувреме. 40 спрема 27. Пред да ги прокоментираме овие последни минути, една благодарност до вработените во Македонија ПАТ, кој директно го овозможи овој телевизиски пренос, расчистувајќи го снегот кој што падна пред неколку дена, директно овозможувајќи да ги поставиме македонската телевизија, да ги воспостави линковските врски. Па ете, сме директни сведоци на овој голем за нас спортски настан. Ја мислам дека и од наша страна Сојузот презема сите акции околу организацијата да овој куп, прв куп на кошарка во Македонија пројде во најдобар ред и мислам дека од своја страна и телевизијата, тоа е една благодарност за една ваква
акција од нивна страна што успева да овозможат еден ваков директен пренос. Играта продолжува со слободни фрлања за Никола Петрушевски. Останува 41 спрема 27, 3 поени до сега за Петрушевски. Спасевски, Маријан Коцев, Сашо Лазаров, Спасевски, во петорката на Кочани деликатес го нема Јокановиќ. Пресече Петрушевски, тројца против двајца, да видиме дали ќе се реши сам да ја заврши ова акција. Скок на Владичевски. Има двојно значење, офанзивен е. И сега тренерот Александар Књазев од неговите играчи бара мирен, позиционен напад. Петрушевски. Вукадиновиќ. Владичевски за 3 поени, сега непрецизен, скок на Трајковски. Маријан Коцев. Апшоу. Трајковски. Непрецизно. Уште еден скок на Владичевски. Одлична асистенција на Владичевски. Поени на Војновиќ, него в петти кош. Мислам дека апсолутна контрола над играта има Работнички и ова период на негова доминација. То може да биде и пресудно за крајниот резултат на надпреварот. Спасевски. Прецизно први поени на Златко Спасевски. 29 спрема 43. Петрушевски. Вукадиновиќ. Непрецизно. Инаку Благоја Ѓоргиевски беше учесник во единственото финале на Годел Работнички во бившото југословенско надпреварување. Екипата на Работнички играше две финали. Едното беше во Титова Ужице. Мислам дека тоа беше 75-та година, а второто во Славонски Брод, кога играме против екипата на Цибона. Да. И во двете финали на ние беме поразени. Во првото од екипата на Раднички ЛМК, а во второто од екипата на Цибона. Така е. Слободни фрлања за Владичевски. 44-29. Негов деветти кош. Еве го и 10-тиот. 45-29, веќе 16 поени предност. Се обиде Спасевски. Војновиќ. Давидков се врати во петорката на Годел Работнички. Владичевски. Лична грешка на Спасевски. Кошеви на Јорданчо Давидков, далеку неефикасен во досегашниот тек од средбата. Еве го и 19-тиот. Ќе биде на крајот и прогласен најдобриот играч за сега. И најдобриот стрелец на надпреварот. Да, веројатно за сега без конкуренција Јорданчо Давидков. Сигурно.
Тоа беше скок на Давидков. Војновиќ. Владичевски. Вукадиновиќ. Канјевац фаулиран од Маријан Коцев. Уште една измена во екипата на Кочани Деликатес. Влезе Јокановиќ на местото на Сашо Лазаров. Тоа е веќе голема предност за екипата на Годоработничка. 48-29. Три поени до сега на Канјевац. Ова е четвртиот. Меѓутоа, само на почетокот имаше проблеми со Бонер Апшоу. Во последните 15 на минути успеа да го скроти. Апшоу, крај него е Канјевац. И еве сега Апшоу беше поуспешен, негов 14-ти кош. 31-49. Давидков. Владичевски. Војновиќ. Канјевац. Уште 10 секунди за овој напад на Годоработнички. Владичевски. Непрецизно. Скок на Маријан Коцев. Лична грешка на Вукадиновиќ. Тоа е втора лична грешка на Вукадиновиќ. И екипата на Годоработнички е надвор од бонусот. Тоа ќе бидат слободни фрлања за Маријан Коцев. Тоа е тема за екипата на Работничка. Се ближи кајот на првото полувреме. Двајцата тренери го искористија правото да ги дадат оние вообичаени совети. А ќе го видиме уште еднаш овој последен напад на екипата на Годоработнички. Владичевски не успеа да поентира. Топката дојде до Маријан Коцев. Лична грешка на Вукадиновиќ. Еве како изгледа спортската сала во Кочани, така беше вчера. Еве и вечерва, вистински празник на кошарката во градот кој се повеќе вложува во овој спорт и кој нема соодветни услови во оваа сала на интересирањето што владе во градот. Велат дека доколку има сала и за 5000 гледачи ќе беше исполнета и во разговори со спонзорите на овој клуб, они напомена дека акцијата околу изградба на нова сала веќе е покрената и рачунат на поддршка од градот дека во скоро иднина ќе успеат да изградат сала за 2-2.500 гледачи. 8 поени на Маријан Коцев. Резултатот е 33-49. Лична грешка на Спасевски. Фаулиран Давидков. Жесток дуел има и во Скопје, во оној првенствен надпревар од А1 лигата, што знаете, македонската телевизија го пренесуваше и беше многу неизвестен до крај. 20-ти кош на Давидков. 50-33. И прво промашување од линијата за Давидков. Апшоу. Апшоу, блокада на Канјевац. Вукадиновиќ и тоа е крај на првото полувреме. Годоработнички, Кочани Деликатес 50-33. Ја мислам дека Работнички многу концентрирано и рутински го одигра овој надпревар, без неко оптеретување, а веројатно последиците кај екипата на Кочани Деликатес од синоќајшната средба се осеќаат и тоа е може главен разлог што оваа разлика е толку голема и е на страната на екипата на Годоработнички.
Но остануваат уште 20 минути до крајот на големото финале. И, драги гледачи, по вообичаената пауза од 10 на минути ќе се вратиме пак во спортската сала во Кочани. Драги гледачи, почеток на второто полувреме од финалето на Купот на Македонија во кошарка. По првиот дел Годел работнички, Кочани деликатес 50 спрема 33, 17 поени предност. Околу 1000 гледачи во спортската сала во Кочани. Судии се Августин Гулевски и Владимир Макревски од Скопје. Лична грешка над Владичевски и слободни фрлања. Владичевски постигна 10 поени во првото полувреме. Одигра квалитетно, како и воопшто сите кошаркари на Годел работнички во првото полувреме. И еве разликата е 19 поени, 52 спрема 33 и натаму со нас е Благоја Георгиевски. Тоа би станало колку во првите неколку минути од второто полувреме работнички ја одржи оваа предност. Дека резултатот на крај сигурно ќе биде во нивна корист. Ако продолжи со иста игра како и во првото полувреме. Тоа беше промашување на Лазаров. Петрушевски. Петрушевски, Давидков, Кањевац, Владичевски и Вукадиновиќ е петорката на Годел работнички на почетокот на второто полувреме. Петрушевски. Вукадиновиќ, одлична асистенција, не успева дури сега во вториот обид Кањевац. Во шести кош. За разлика од оној првенствен надпревар во кој впечаток беше дека центрите на Годел работнички го загубија дуелот со Боне Рапшоу, во ова финале и Вукадиновиќ и Кањевац одлично играат. Играта на работнички е многу по-квалитетна за разлика и самата мотивираност веројатно и значењето на освојување на купата е еден плюс мотив кај екипата на работнички што се гледа од самата игра. Спасевски тројка. Тоа е прва тројка за кошаркарите на Кочани деликатес. 36 спрема 54. Петрушевски, лична грешка на Трајковски. Четврта лична грешка, тоа е првиот играч на кого му се заканува опасноста да отиде на клупата до крај. И сега Јокановиќ влегува во игра на местото на Трајковски. На местото на Трајковски со број 11, Јокановиќ со број 14. Давидков. Петрушевски. Кањевац. Лична грешка на Јокановиќ. Втора лична грешка на 14-ката на Кочани деликатес. Топка од страна за Годел работнички. Кањевац. Давидков. Пресече Диванисов. Лична грешка на Петрушевски. Тоа е втора лична грешка на Никола Петрушевски. Слободни фрлања Александар Диванисов. Еден од најискусните во екипата на Кочани деликатес, 28 годишен. Имаше голема минутажа во првото полувреме, а ова е негов прв поен. Мислам дека и тренерот на Годел работнички Књазев и понатака им даде доверба на поискусните играчи. Владичевски. Кош на Давидков.
56 prema 38. Дополнително слободно фрлање за Јорданчо Давидков. Прецизно 57 спрема 38. Лазаров. Спасевски. Јокановиќ. Спасевски. Апшоу. Влезна Апшоу во завретиот простор. Прецизно. Ево 16-ти кош. 40 спрема 57. Сега наметнуваат кошаркарите на Кочани Деликатес. Поагресивна игра во одбраната. Пресинг зона. Фаулиран Вукадиновиќ. Лична грешка на Јокановиќ. Трета лична грешка на Никола Јокановиќ. Ова се грчевити обиди на домашните кошаркари да направат резултатски пресврт со наметнување на една поагресивна игра. Тоа истото го направија и на вчерашниот натпревар против екипата на Металски завод Тито. Веројатно има поголема мотиви и кондиција. Меѓутоа, екипата на Годо Работнички е веројатно поискусна во овој период и тие напади лесно ги реализира. Спасевски. Јокановиќ. Петрушевски. Владичевски. Одличен влез на Никола Петрушевски. Негов петти поен, 61 спрема 40. Јокановиќ. Прецизно. Ова е негов петти кош. 42-61. Владичевски. Петрушевски. Вукадиновиќ. Греши. Диванисов. Право во раците на Вукадиновиќ, сега Петрушевски. Владичевски и нема помош. Имаше време и да се намести. Него в 14-ти кош, 63-42. Спасевски. Петрушевски. Лична грешка на Спасевски. Се обиде на необичен начин Никола Петрушевски да го мине Спасевски. Тоа е едно ривалство меѓу бековите на двете екипи. И сега Диванисов оди на клупата. Еве и Спасевски. Влегуваат Маријан Коцев. И да видиме кој ќе биде вториот играч, Јоцо Коцев. На клупата остана Ѓорги Коцев со број 4. Петрушевски. Давидков. Владичевски. Вукадиновиќ. Давидков. Владичевски. Звонредно. 16-ти кош на Владко Владичевски во второто полувреме во улогата што имаше Јорданчо Давидков во првиот дел. Во желбата екипата на Кочани Деликатес да го намали овој резултат, разликата, прават повеќе грешки, мислам дека тоа многу успешно го користи екипата на Годо Работнички. Веќе е 23 разлика, 65 спрема 42. Давидков. Владичевски. Давидков. Кањевац влезе.
Меѓутоа, тешко оди кога треба да поентира. Продолжува нападот на Годол Работнички. Давидков. Петрушевски за 3 поени. Непрецизно, Канјевац скок. Бара топка Давидков на спротивната страна Владичевски. Сега одземена топка, контранапад на кошаркарите на Кочани Деликатес. Лазаров, негов шести кош. 44-65. Давидков, нема тројка. Јокановиќ е освои топката. Апчоу, не бил осрдно, негов 18-ти кош. 46-65. Се покушава со зонски пресинг екипата на Деликатес да дојде до некоја предност, меѓутоа решењата на екипата на Годол Работнички се многу успешни. 67 спрема 46, 21 поен предност. Димитар Маневски, тренерот на кошаркарите на Кочани Деликатес, беше се обиде да им приговори на судиите. Разбирлива е и нервозата кај тренерите во најдобра желба се работи за финале на Купот на Македонија. И сега прекин на надпреварот. Побара Августин Гулевски, дали е удрен од страна на некој неодговорен гледач. Во секој случај Августин Гулевски оди во соблекувалната, бара да биде прекинат надпреварот или не знам што е во прашање. Во секој случај е една немила сцена. За сега изворедно течеше финалето на Купот на Македонија. Гледате комесарот на Мак Партнер лигата, Љупчо Ристевски. Во секој случај една непријатна ситуација, веруваме дека набрзо ќе се смири. Изворедно коректно се однесуваат кошаркарите и на Годол Работнички и на Кочани Деликатес. Се до овој момент една супер коректна атмосфера и од страна на гледачите. И ете еден неодговорен гледач може да придонесе неславно да се заврши финалето на Купот на Македонија. Веруваме дека набрзо духовите ќе се смират, дека и судиите и кошаркарите ќе се вратат на теренот. Може би премногу очекува љубителите на кошарката во Кочани од своите миленици. Може би беа малку и нереални во амбициите, но во секој случај до средината од второто полувреме навистина еден извореден амбиент, достоен за финалето и затоа се во ова дава една непријатна слика. Ова е периодот кога треба да се изградат односите во македонскиот спорт. Едноставно секој да ги почитува правилата на спортското однесување. Во спротивно, доколку и кошаркарската организација биде попустлива, толерантна кон вакви испади, тешко дека ќе може да се приведе кон крај едно спортско надпреварување. Августин Гулевски се враќа на теренот. Познат е како човек кој многу објективно ја дели правдата, тој е еден од нашите најдобри судии кои се потврди во поранешната Југословенска лига и можеби правовремено
се закани дека ќе го прекине над преварот. Еве играта продолжува, веруваме се ќе биде вред до крај. Јокановиќ. Петрушевски одзеде топката. Влезна Петрушевски, лична грешка на Лазаров. Седми кош на Петрушевски. Беше, гледате, задржан на недозволен начин од Лазаров. И цела среќа е што се тука оние душеци, сунгери, а Никола Петрушевски е познат како голем борец и сега во вистинскиот момент тренерите бараат тайм-аут. 1 минута за да се смират духовите, надпреварот да продолжи во оној тон кој што беше присутен и во досегашниот текот на преварот. 69 спрема 46, 23 поени предност. Еве гледате Бранко Црвенковски, председателот на македонската влада, тука се и подпредседателите на Македонскиот олимписки комитет Тихомир Илиевски, Драгољуб Лазов, тука и членот на олимпискиот комитет Тито Петковски, тука е и помошникот министар за образование и физичка култура Таки Джиков и луѓето од ракометниот спорт, председателот Вања Бојков и многу спортски работници кои дојдоа на овој голем спортски настан. А на нашето коментаторско место се врати и Благоја Ѓоргиевски. Сега можеме да добиеме целосна информација што беше причината за оној прекин. Па имаше некои фрлање и псување од страна на семените и бе да ги замолам малку по-спортски да навијат за својата екипа и мислам дека се е во ред. Во меѓувреме поени на Бонер Апшоу, 20 негов кош, 48 спрема 70. Владичевски за 3 поени, непрецизно. Скок на Јокановиќ. Апшоу. Обид за тројка и прва негова тројка. 23 кошеви на Апшоу. Исто толку има и Јорданчо Давидков. Втора тројка на кошаркарите на Кочани Деликатес. Лична грешка на Маријан Коцев. Слободни фрлања за Никола Петрушевски. До сега постигна 8 поени. Вчера против Неметали Огрежден 22. Негов 9-ти кош. Меѓутоа Петрушевски одлично одигра во одбрана. 72-51. Апшоу. Влезна Апшоу. Изворедно забивање, супер атрактивен потез од миленикот на љубителите на кошарката во Кочани. До сега 25 кошеви. И сега Бони. Онака како што прилега, како што заслужува овој потек на Бонер Апшоу, човекот од Детројт кој кариерата ја продолжува во Кочани. Сигурно дека присуството на овој играч во нашата лига го подигне и интересот и квалитетот и мислам дека и одлуката на Кошаркашкиот сојуз во идната лига ќе биде да можат секој екипи да обезбедат по 2 странци во своите екипи. Петрушевски. Вукадиновиќ, Давидков, Владичевски, чиста позиција имаше, непрецизно, Лазаров, за 3 поени, лична грешка, тоа е број 9, Јоцо Коцев. Условни слободни фрлања за кошаркарите на Годово Работнички. Излезе Кањевац од петорката на Годово Работнички, на негово место прв пат Блажевски, а слободни фрлања за Владичевски. До постигна 17-тиот кош. Еве го и 18-тиот.
20 разлика за Годел Работнички. Јокановиќ. Блажевски е задолжен за него. Обид за 3 поени на Јокановиќ. Негова прва тројка, вкупно 8 кошови. 57 спрема 74. Владичевски, Блажевски, Давидков. Лична грешка на Коцев. Уште една измена во екипата на Кочани Деликатес, излезе Лазаров, на негово место Ѓорги Коцев. Го видовте за момент, помошникот на Александар Књазев. Тоа е Докузовски. (75, 57). И сега греши Давидков, лична грешка на Блажевски. Апшоу. Маријан Коцев. Апшу од голема далечина, не успеа да постигне 3 поени. Владичевски. Влезна Владичевски и кошот важи. 77 спрема 57, 20 поен на Владичевски. Маријан Коцев. Јокановиќ. Ѓорги Коцев, Апшоу, Јокановиќ, негов 10-ти кош, одлична асистенција на Јоцо Коцев. 59-77. Давидков, Блажевски, Владичевски. Има чист простор. Лична грешка, слободни фрлања за Владичевски. Втора лична грешка на Јоцо Коцев. (79 спрема 59). Ќе биде интересно, околу најдобриот стрелец на надпреварот, Апшу 26 кошеви, Давидков 24, Владичевски 22. Тројка на Маријан Коцев. Први негови поени во второто полувреме, трета тројка на Кочани Деликатес. 62 спрема 79. Уште една жулема овој супер прецизен удар од далечина. Владичевски, Блажевски, Давидков, лична грешка на Коцев, на Маријан Коцев. Трета поред, спортски подадена рака меѓу Коцев и Давидков. (81 спрема 62), по 26 кошеви Апшоу и Давидков. Јокановиќ. Греши Владичевски. Блажевски беше блокиран од Јокановиќ, уште еднаш Блажевски, сега прецизно. Први кошеви на Петар Блажевски, млад, многу перспективен играч. Одлично одиграно.
Реализација на Јоцо Коцев. 64-83. Давидков. Владичевски. Петрушевски. Долг напад на кошаркарите на Годово Работнички. Петрушевски. Давидков. Вукадинович. Петрушевски. Ја загуби топката. Маријан Коцев. Обид за 3 поени. Нова тројка на Коцев. 67-83. Уште 7,5 минути до крајот. Петрушевски. Блажевски. Давидков. Петрушевски. Скок на Апшоу. Лична грешка на Блажевски. Јокановиќ излезе од игра, на негово место Трајковски. По подолго време, Оливер Трајковски во петорката на Кочани Деликатес. Трајковски, Чекори. Топка за Годово Работнички. И натаму пресинг зона од страна на кошаркарите на Кочани Деликатес. Сега Давидков ја превзема улогата на плеймейкер заедно со Петрушевски. Давидков во првото полувреме извонредно прецизен. Лична грешка на Маријан Коцев. Слободни фрлања за Вукадиновиќ. Тоа е првиот играч со 5 лични грешки. Ке се врати во игра Никола Јокановиќ. Се подготвува и Александар Диванисов. Излегува Ѓорги Коцев. Тринадесети кош на Вукадиновиќ. 85 спрема 67. 6 минути 25 секунди до крајот на надпреварот. Диванисов. Јокановиќ. Офанзивен скок на Трајковски. И негови први поени во второто полувреме. Вкупно 4 кошеви. Вчера Трајковски постигна исто така 4 коши. Блажевски. Владичевски. Лична грешка на Јоцо Коцев. Четврта. Слободни фрлања Владичевски. Дваесет и четврти кош на Владичевски. Мислам дека искуството превагна на овој натпрев. Владичевски, Давидков
фактички го одигра над преварот максимално и резултатот е евидентен. Него сакаше сега Коцев. Јокановиќ. Лична грешка на Владичевски. Тоа е прва лична грешка на Владко Владичевски. Слободни фрлања за Јоцо Коцев. Останува 69 спрема 87. Спрема 87. Владичевски. Блажевски. Петрушевски. Вукадиновиќ. Владичевски. Уште 5 секунди за овој напад на Годово-Работнички. Петрушевски прецизно. Тоа се 2 поени на Петрушевски. Купно 12. Две деветки, судена му е лична грешка на Петрушевски. Сега приговор доаѓа од тренерот на Годово-Работнички Александар Књазев, кој бара тројка од оној претходен удар на Петрушевски. Тајмо за екипата на Кочани Деликатес. 89 спрема 70, се поблиску е крајот на финалето на Купот на Македонија. Еве можност да видиме дали беше во право. Мисля, че не беше во право тренерот на Годово-Работнички, а нагази линијата Никола Петрушевски. Ова е темпераментниот Димитар Маневски, бара максимум од своите играчи и спортски е до крај да се борат и да се обидат да постигнат што подобар резултат. Ја мислам дека екипата на Кочани Деликатес не можеше во 2 дена да издржи оној ритам на што го наметна на вчерашниот надпревар и последиците резултатски се гледаат. А и мислам дека и квалитетот е на страната на екипата на Годово-Работнички. Играта продолжува. Топка од страна за Кочани Деликатес. Диванисов. Коцев. Јокановиќ. Влезна Јокановиќ, ке има и дополнително слободно фрлање. Прецизно. 73 спрема 89. Греши Давидков. Не успеа да ја прифати топката, додадена од Владичевски. Јокановиќ. Уште еден коште Јокановиќ, купно 15. 75 спрема 89, 14 разлика. Блажевски. Владичевски. И тоа е логиката, долг напад, со оглед на предноста што имаат кошаркарите на Годово-Работнички. Владичевски. Петрушевски, уште 5 секунди за овој напад на Годово-Работнички. Лична грешка на Јокановиќ. Тоа е негова 4-та лична грешка. Слободни фрлања за Петрушевски. Купно 13 поени.
Никола Петрушевски е на списокот на селекторот Александар Књазев за зафатите на македонската репрезентација од Годово Работнички. На тој список се Ѓорѓе Воиновиќ, Илија Боцевски, Јорданчо Давидков, Дејан Јовановски и Петар Блажевски. Од екипата на Кочани Деликатес Сашо Лазаров. 77 спрема 91. Петрушевски. Одлична асистенција на Петрушевски, Давидков 28 кош. Сега тој е најдобар стрелец. Лична грешка на Петрушевски. Диванисов. Трајковски. Лев на Трајковски, лична грешка на Давидков. И двете екипи се во бонус. Условни слободни фрлања за Трајковски. Диванисов, Јокановиќ, прецизно, серија на Јокановиќ, вкупно 17 поени, од кои 14 во второто полувреме, 80 спрема 93. 13 кошеви предност за Годово Работнички. Лична грешка на Петрушевски, направи апшоу. Тоа е негова трета лична грешка. Едноставно Јокановиќ сега е тој што ги постигнува главно кошевите за Кочани Деликатес. Петрушевски. Прецизно. Негов 15-ти поен. – 95 спрема 80. Јокановиќ. Лична грешка на Владичевски. Искусниот Јокановиќ изнуди лична грешка од искусниот Владичевски. Ако ова му е втора лична грешка. И сега Јовановски влегува во игра на местото на Блажевски. Прв пат во игра Дејан Јовановски, извонредно талентираниот кошаркар на Годово Работнички. Јовановски е еден од најперспективните кошаркари во оваа генерација на Работнички, која што и као генерација мислам дека ветува многу. Може ли да биде ас од калибарот на Ѓоргиевски, на Андоновски, на Боцевски? Зашто не може? Он располага со такви и технички квалитети да само со една стручна работа него може да се направи многу добар играч. Лична грешка на Диванисов. Околу 2,5 минути до крајот на надпреварот излегува апшоу. На негово место младиот Горан Даниловски. Има само 17 години. 17 кошеви на 23 годишниот Никола Петрушевски, 96-82. Осумнаесетти поен на Петрушевски, 97-82. Задржана е разликата главно од првото полувреме. Се покажа дека надпреварот беше решен во првите 20 минути. Јокановиќ. Топка за Кочани Деликатес. Диванисов. Јоцо Коцев.
Даниловски. Топка за Годел Работнички. Последен играше Диванисов. Уште една измена во екипата на Кочани Деликатес. Поени на Јорданчо Давидков, 99 спрема 82. Петрушевски пресече и останува уште малку до крајот. 17 поени предност за екипата на Годел Работнички. Мислам дека надпреварот е решен и пројде во една, по мене, изузетна атмосфера, незадоволство на сите присутни, на една спортска борба, а победникот го одлучи квалитетот. Тоа е екипата на Годел Работнички. Апсолутно заслужена победа на Годел Работнички, чии играчи во текот на целиот надпревар, освен на почетокот, во оние почетни минути имаа резултатска предност, со една рутинирана, сигурна игра. Печаток е дека Годел Работнички по неколкуте, би рекол, доста стандардни игри во првенството, во вистинскиот момент ги покажуваат квалитетите во И лично мислам дека е еден од најсериозните кандидати за освојување на првенството, од разлог што располага со поголем број на квалитетни играчи за разлика од останатите екипи. Благодариме на Благоја Ѓоргиевски за стручниот коментар. Генералниот секретар на Кошаркарскиот сојуз на Македонија мора да биде онаму каде што ќе биде доделувањето на пекарот. А сега го следиме изведувањето на слободните фрлања. Вукадиновиќ 101 спрема 82. Диванисов. Тоа беше обид на Валентин Лазаров. Петрушевски. Се игра последната минута од надпреварот. Влезна Петрушевски, забивање на Вукадиновиќ. Ефектна завршница на оваа акција. На паркетот лежи еден од кошаркарите на Кочани Деликатес. Петрушевски беше во скок, дали го нагази Вукадиновиќ. И ќе треба да му се укаже лекарска помош на Горан Даниловски, 17 годишниот играч на Кочани Деликатес. Немаше веројатно никаква намера од страна на Петрушевски. Но во секој случај се работи за непријатна повреда на младиот Даниловски. И уште еден прекин. 103 спрема 82. Треба да се одиграат уште 30 на секунди до крајот. А потоа ќе уследи предавањето на пехарите. Еве гледате уште еднаш моментот по кој што беше повреден Даниловски, а младиот играч на Кочани Деликатес испратен е со аплауз. На негово место Јокановиќ. Сега едно пластично шише на паркетот. Треба да биде избришан сега паркетот од водата што беше истурена.
сега пак оние препознатливи слогани од трибините, љубителите на кошарката во Кочани, како да не може да се помират со поразот што го доживеа кошаркарите на Кочани Деликатес. Играта продолжува. Јоцо Коцев, Јокановиќ, блокада на Вукадиновиќ, последен со топката игра Јокановиќ, топка за Годел Работнички. Владичевски. Крај него е Валентин Лазаров, Владичевски, Дејан Јовановски тројка. И тој се запише на листата на стрелците. Трета тројка за кошаркарите на Годел Работнички, 106-82. Дива Нисов, негов четврти кош и крај на надпреварот. Конечниот резултат 106-82, победа на кошаркарите на Годел Работнички, уверлива, и скопските кошаркари се победници на првиот куп на Македонија. Сега корекција на резултатот, 106-84. 22 поени разлика и сега ќе уследи оној свечен момент, доделување на пехарите. Пехар од Кошаркарскиот сојуз на Македонија, пехар од редакцијата на весникот Вечерот Скопје, најдобар кошаркар на надпреварот, најдобар стрелец, и еве ги сега заедно актерите на финалето ја поздравуваат на публиката. Гледавме финале во кое што кошаркарите на Годел Работнички има резултатска контрола во најголем дел од 40 минути. Председателот на владата на Република Македонија, Бранко Црвенковски, ќе го предаде пехарот во трајна собственост на кошаркарите на Годел Работнички, кои се запишуваат во историјата на македонската кошарка како први победници на купот во независна и суверена Македонија. Пехарот на спортската редакција на весникот Вечер во рацете на Јорданчо Давидков, капитенот на екипата на Годел Работнички. Високо ценат пехарот, заслужено Годел Работнички го освои, иако од трибините доаѓаат свирежи, протести и по некој аплауз. И еве го сега и Кањевац, и Петрушевски, еве го и пехарот во трајна собственост од Кошаркарскиот сојуз на Македонија. За најдобар играч на вечерната средба е прогласен играчот Бонер Апшоу. Бонер Апшоу прогласен за најдобар играч на надпреварот. И за него пригоден подарок кој ќе му го предаде генералниот секретар на Кошаркарскиот сојуз на Македонија, Благоја Георгиевски. А најдобар стрелец е Јорданчо Давидков. И сега еве го подарокот за најдобриот стрелец со 28 постигнати кошеви, Јорданчо Давидков. И сега ќе бидат направени оние вообичаени фотографии за историјата, за клубската историја, за историјата на македонската кошарка, со подсетување за гледачи дека Годел Работнички во финалето од Купот на Македонија совлада екипата на Кочани Деликатес со 106-84. Го завршуваме преносот од спортската сала во Кочани со уште една честитка за победниците, за нивниот тренер Александар Књазев и неговиот помошник Докузовски, и за кошаркарите на Кочани Деликатес кои направија подвиг синоќа совладувајќи екипата на НЗТ Хепо Скопје, а вечерва направија се да бидат достоен противник на
екипата на Годова работнички. Еве го првото шампајнско. Драги гледачи, пријатно откочење.